Прекршен е уставот за владење на правото. Се наплаќаат долгови од пред 25 години. Реагираат Конфедерацијата на синдикални организации и Сдруженијата Човекот над профитот и НО Пасаран. Според нив 2 години Министерството за правда и собранието немале слух за овој голем проблем, па затоа е поднесена иницијатива до Уставниот суд. Се бара да се преиспита член 10 од Законот за извршување и одредбата со која нема застареност на долгови за физички лица. Ние веќе сме при крајот и на живци, и на нерви, и на трпение. Гледате како работници се бориме да се качи 3%, 5% плата како синдикати, за кого? За ги раниме извршителите. Значи апелираме овеќе, нека биде последно апелирање. До владата, до премиерот веќе. Единствено уште кај него останува да се надеваме малце. Ова што значи некои министерства, некои преваранти, да не ги кажам до сега што преговараме 2 години, нема никаков резултат. Ние бараме и граѓаните барат резултат од ова. Не сакаме да слушаме повеќе жалопојки. Според Сдруженијата, со оваа одредба од законот со која не постои застареност на предметите за долгови, се прекршени темелните вредности на Уставот. Со оглед на тоа дека овие денови ќе се менуваат членови од Уставот, тие бараат да се извади членот 10 од Законот за извршување и да им се дозволи на луѓето да се повикаат на застареност, практика која се користи секаде во светот. Тука должникот е поставен, човекот, граѓанинот е поставен во подредена положба. Тој не може да реагира на ова. Не знае како да реагира, бидејќи не може да се повика на застареност. Значи, убиец може да се повика на застареност, може да шета меѓу нас, или разбойник кој ограбил банка може да се шета и без никаков проблем. И некој да каже, ете го, знам него, тој го уби, нема да го процесуираат, затоа што ќе речат, па тој е веќе застарен предмет. Но, затоа, например, ако не сте платиле ѓубретарина за 2000 година, вие ќе ја платите после 18 години со вртоглава камата. За ова финансиско робство, како што го нарекуваат Сдруженијата, досега нема никаков одговор од Министерството за правда и собранието, а молк има и кај 100.000 правници кои се вработени во државните институции низ министерствата и судовите.